Љупа, добре дојде во Хитмејкер. Огромно задоволство ми е што си тука, затоа што си еден од најоригиналните музичари во Македонија во задни бар 20 години. Кажи ми интересира, бидејќи си исклучителен креативец, дали ти е подобро сам да работиш во студио, никој да нема, или да си на термин кај што ќе те стиска време, кај што ќе имаш насоки од тонец, продуцент? Мислам дека ми е многу хубаво кога сум во друштво. Значи, макар и со 500 го сметам тоа за друштво, но сепак човечкиот фактор и како не може да се замени со ефекти, со опрема. Значи, ептен може и у дечја соба, студио, само да има екипица мала. It takes two. Значи, двајца се веќе екипа според мене. Веќе сам уопште не ми е интересно, да. Не, а? Па, види, кога ќе размислам побаво, никогаш не сум бил сам, бидејќи, ете што викаш, 20 години и толку од прилика, можда и малку повеќе, не знам, се бавам со бендови, музика, сум бил минимум во 5 бенда, почнувајќи од бла бла бла, Бейдафиш, PNG, до The John, за последата малце да се трансформирам у Лепи Джони. И кога ќе размислам, никогаш не сум бил сам, бидејќи целата приказна почна, баш како што кажав, во нашата дечја соба, моја и на сестра ми, тука во Лепокарија. Дали си ноќна птица или утринска? Дефинитивно трета смена ми е омилена, и малку и со прва смена, значи до 12 да си дома или да си легнеш, али попладне 12, нели? Јас секогаш сум викал, кога сме разговарали онака за музичари, значи во Македонија се еден ешалон на гитаристи во кој што спаѓаат според мене Гино, Така. Горас Чаповски, Лепи Джони, Сецко. Така. И тука би го завршил тој ешалон. Бидејќи има многу други ѕверови, Така. и млади ձверови кои што сум ги спомнал, као Лука Георгиевски, Симон Пеовски и така натаму, и други ձверови, меѓутоа овој ешалон кој што го спомнав е најуникатниот, бидејќи свират нешто што апсолутно никој не го свири. Се препознавате веднаш затоа што звучите само на себе, на никој друг. Дури апсолутно не робувате на стандардна техника на свирење гитари, на стандардни штимови, на стандардни звуци, на стандардни гитари. Така, така. Едноставно, гитарата е една четка со која што цртате што сакате, боите со неа. Абе, се сеќаваш, јас и ти како се упознавме случајно на улица и се препознавме пред едно 10 години. Морам да кажам тука дека околу гитариве и ти ми имаш многу помогнато од спунт, свесно или несвесно. Јас никогаш не сум имал повеќе од 2-3 гитари. А и као што викаат, мислам као што вика, не ми текнува некој, дали беше тој еден YouTuber 5 Watt World, му се вика каналот, ќе го цитирам, вика, на добриот каубоец му треба само еден пиштол. И тука мислам дека и јас почнав да се враќам и да намалувам од опрема, педали, значи less is more, на некој поминимален
концепт, ако може и директно појачало со гитара. Ја на овој муавет секогаш викам дека сепак е период. Така е. Дека кој што Се има треба да фази. се наврати, за не знаеш после што Секако, што ќе се секако. деси. Да. Секако. Еве, ајде, не мора да е една гитара, значи мора да се има и резерва, пошто се случуваат ствари, али интересно, баш во интересно друштво ме стави Гино, го обожавам и као гитариста, и како човек. Горе-доле се знаеме сите, знаеш, со некој повеќе, некој помалку. Исто, еве Сецко, например, на последниот концерт ми ја поземи Ритам машината, негова ретро, мислам дека е Ацетон Ейстон, односно што е претходник на Роланд и на сите тие, бидејќи бубњарот Жоро, што ми е прв братичет, свиреше акустична гитара на последниот настап и не знам што да кажам, освен дека едноставно правило ми е, а и мислам дека и во екипата моментална, а веројатно и во претходната е да се забавуваме додека работиме. Ти стоиш позади многу химни, ќе ги кажам. Песни кои што луѓето не се ни свесни дека стоиш ти позади нив. Песни кои ќе останат за секогаш, можеби малце као некоја underground сцена, не толку во фронт линијата, меѓутоа стоиш позади нив и имаш доста соработувано со PMG Records. И знам, знаеш како ве спаја многу добро, затоа што Мирко беше ајде правиме. Така. Исто сметам и ти си тој тип, значи немаш да кажеме страф од исходот, едноставно идеш на тоа. Тоа најголем доказ за тоа беше, за таква една храброст да ја наречам, човекот кој што прв настапи на кров за додека траеше ова нели пандемијава и часовиве полициски, ти беше првиот што направи концерт на кров, мислам на кај Градежници беше. Да, на дом на Градежници, да. Точно. И онака сам ти гитара me and myself. Да ти кажам многу искрено, ептен ми е драго што си го приметил тоа. Јас бев обавестен за тој настап 2 дена унапред. И не знаев што да очекувам, но веројатно така, кога си ван комфорт зона, излага нешто интересно, кога ќе те фрлат на фронт. Так. Искрено, колку што ги сватив луѓето кои се јавија, мислам и самата екипа што снимаше и работеше, и на нив јас им бев прв артист од таа после не знам колку концерти. Пандемија се разви цел проект, али ова беше онака како не сакајќи ме фрлија во оган, но јас очекував дека ќе свирам во мало, а не пред цела Македонија, знаеш. Очекував најмногу 50-тина тука од како се вика, од комши. Да, од стварно не очекував онака ете. И мене топ беше, значи ја цел ти изгледав и ја уживам у секое твое музицирање, у било каков вид. Сакам за крај да те прашам. Добро? Пред интернетот. Да. Нели, главен медиум беа за хитови телевизиите. Така. И увек таа андерграунд сцена се базираше на клубови некои кои што третираат таква музика, МКЦ, културни домови и така натака. Своите настапи највише ги фокусиравте у странство, non-stop on the road. Така. И сега дојде интернет. Да. И навидум се е достапно, и андерграундот и се, она што не било достапно за сите, сега е
достапно на некој начин, но колку е тоа разлика, колку е тоа сега достапно или пак е иста ситуацијата бидејќи алгоритмите на сите овие мрежи се подесени за пак да искачаат на површина само оние кои што се спонзорирани, Јасно. поврзани со одредени канали, со луѓе кои што се занимаваат со хакерство, купување вјуа, кликови и така натака, каде што оваа сцена, луѓето што се во андерграунд сцената не се замараат со такви работи, затоа никогаш не ни конкурираат на конкурси, затоа што не може со папирологија да се бави. Јасно. А ова е еден вид на папирологија, дигитална, современа и така натака. И баш ме интересира од твое искуство директна информација, дали е нешто подобрено, дали е разлика од претходно или па тука си е пас се уште, и ако е интернетот пак си некој андерграунд интернет простор. Интернетот беше и пред 20 години. Ако убаво размислиме и во 90-ти беше присутен, но со многу помала како се вика тоа, bits per second или per minute. И мене ми е драго што сум сведок на развојот на целата оваа мислам технологија и сето тоа, но е меч со двеоштрици. Исто уште пред 10-15 години, например, YouTube кога беше по-фреш и имаше све и свашта, секогаш ми било подраго кога ќе најдам некоја добра музика испод 1000 вјуа, знаеш. И никогаш не ми биле репер тие за квалитет, рецимо гледаноста или лајкови или коментари. Така да дали достапноста, пример, ќе ставиш твоја песна, така. Алгоритмите на самата платформа се така подесени за твојата песна пак е на некој начин андерграунд и во сајбер просторот. Па види, ама некои работи се дури намерно така подзакопани, знаеш, за слушателот да се потруди да види, да најде дека сепак имам 4-5 YouTube канала или не знам, дека може би има за бесплатно да се спушти некој издание, некој линк. Мислам дека мене лично тоа ми е како игра една, бидејќи кога све ти е достапно и дадено на тацна, малку и губи од вредност. Така, се што е убаво во природата исто е скриено. Значи, дијамант не можеш на површина да го најдеш, треба да копаш. Прекрасно. Не можеш добра книга да најдеш у маркет до каса. Да. И за се треба копање. Љуба, фала ти многу што не удостои со твоето присуство тука. Фала ти на Се тебе, слушаме, друга. се гледаме и да сработиме нешто. Ајде, двај чекам. Од кога се каниме? Јас само да кажам дека исто мене ми е драго што сме си обострани фанови. Ето тоа време пред 20-тина години кога имавме некоја поп сцена. Ти беше, мислам, бар за мене и за моите најблиски, пошто ето ти викам во друштво, гледавме Макспот или не знам кои други беа све канали, онака ни беше омилен артист од сите тие од генерација, ќе ја кажам. Фала. На почетокот на овој век. Да, нас ќе поздравиме Марија Каева, ствари. Тачно. Она ми зборуваше за тебе цело време, пред да те запознавам и после се запознав на улица. Прекрасно дека се препознавме, знаеш, епик, тоа е епик. И онака кога ќе си сретнеш некој локален идол и ти си му фан, а уште појако е дека он ќе те препознае, па после ете све природно се развива, нели? Така да тоа е тоа, друже. Фала ти. О, и на тебе.